Институциите не кажуваат каде е апелациониот судија Ѓоко Ристов, кај кого вчера полицијата најде 350.000 евра задзидани во зид во куќата на неговите родители во Неготино, за кои сметаат дека се нелегално стекнати. Дали е во полициска станица, дали ќе се бара притвор за него, од институциите молк за една од најопсежните истраги во нашата држава поради сомнежи за висока корупција. Од обвинителството соопштија дека потрагата по уште сомнителни пари и други докази продолжува, а истрагата за Ристов е отворена откако беше уапсен адвокатот Стафа со пари за подкуп, кој требало да ги даде токму на апелационен судија за да се укине притворот за неговиот клиент. Во рамките на опсежна истрага на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал, иницирана откако на 14 декември беше осумничен адвокат поради сомнение за кривично дело примање награда за противзаконско влијание, во континуитет интензивно се преземаат действија што резултира со проширување на постапката и кон судија од апелацискиот суд во Скопје, осумничен за противправно стекнување и прикривање имот, за кој постојат сомненија дека е прибавен меѓу другото со действија на корупција и трговија со влијание, соопшти од обвинителството. Ристов како судија има имунитет, за да оди во притвор, треба најпрво да заседава судскиот совет и со мнозинството гласови да му биде одземен имунитетот, но и да одлучат дали ќе оди во притвор. За сега судскиот совет не добил предлог за свикување седница за одземање на имунитет, вели Засител заменик председателот на судски Ари Тонала. Уште од синоќа контактирал со кривичниот суд, ја следат ситуацијата, ги известил и колегите за доколку дојде предлогот за свикување седница до нив, веднаш да се сетаваат за да одлучат. Сепак не значи дека доколку судија остане без имунитет за непречено водење на кривичната постапка, дека тоа ќе значи автоматска согласност за притвор. Во судскиот совет имаше и случаи кога беше изгласано да се одземе имунитет на судија, но да не се дозволи притвор. Ристов се сомничи за противправно стекнување и прикривање имот, а според законот за судови, доколку судија е затекнат во вршење кривично дело за кое е предвидена затворска казна над 5 години, тогаш автоматски останува без имунитет. Според информации на сител од апелација, Ристов изминатава недела земал боледување поради покачен крвен притисок, а и мобилниот телефон не му бил во употреба изминатиот месец. Судијата Ѓоко Ристов од 2020 година е судија во апелациониот суд во Скопје. Во изминативе години одлучуваше по некои од најкрупните предмети, меѓу кои и Таргет тврдина, за масовното незаконско прислушкување, учествуваше и во одлучувањето за укинувањето на притворот на Сашо Мјалков во предметот Трезор, како и за укинувањето на притворот на Драги Рашковски. Во периодот на неговото постапување, до судскиот совет била доставена и представка со наводи за неоправдано задржување на одредени предмети без донесување одлука. Тамара Дичевска, Сител телевизија.